И официјално заврши најспецифичната и по многу нешта невообичаена учебна година. По повеќе од 1,5 година пауза, учениците денеска дојдеа во училиштето да ги вратат книгите и да го означат крајот на наставата која наместо во клупа ја поминаа пред компјутер. Денес завршува учебната година. Сите знаеме колку беше тешка. Оваа година работевме само со физичко присуство со учениците од прво до трето одделение. Тие веќе заминаа во своите домови. Да се надеваме дека наредната година, бидејќи гледаме пандемијата стивнува, да се надеваме дека од до година ќе почнеме со редовна настава. Онлайн или во клупа, за учениците денеска беше најважно што завршија со учењето. Срекнали сте што заврши? Да, Со што ќе поминеш сега? со петки. Срекна сум и сакам да го поминам летото убаво и да се поминеме убаво. И да одиме на одмор и така. Вообичаено, сега е период на одмор и планови за тоа како летото да се помине. Па заради коронава јас нема да одам нигде надвор од Македонија. Јас летниот распуск ќе го поминам во Охрид. Годинава, поради пандемијата, нема официјално организирање на вообичаените матурски и полуматурски прослави, но Гледаме дека нашите полуматуранти веќе сами се организираат да прослават. Мерките, како што знаеме, веќе се намалени, така да ние не можеме тука да влијаеме, секој заслужува да си прослави на свој начин. на последниот училишен ден и Министерката за образование и наука Мила Царовска се заблагодари на наставниците, учениците и родителите за успешно завршената учебна година во воредни услови поради пандемијата. Посебно сум горда на учениците кои со ова беа најмногу засегнати. Иако наставата на училиште и непосредната комуникација со соучениците и наставниците тешко може да се заменат, тие работеа напорно и со наставата на далечина покажаа висока продуктивност и одлични резултати. Истекна министерката Царовска. Како ќе се одвива наставата од септември, се уште не е познато и тоа ќе зависи исклучително од состојбата со пандемијата.